Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добродојавте во Гласот на народот. Ја започнувам работната недела на нашиот народен парламент. Вообичаено секој имам голема енергија да представам имиња кои секој по емисијата остават голем печаток и размислување кај вас. Така и вечера, темата ја дефинирав корупција, непотизам или правда и демократија, а че ја обработам со господинот Лазар Еленовски, поранешен министер за одбрана и амбасадор во Белгија. Добро вечер и добродојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Неколку пати се слушавме, се договаравме, но еве времето си дојде и задоволство ми што сте мој соговорник, малце по едно и долго известно, едно изминато време, од причина што на две различни дестинации бевте и вие и јас, но еве убаво има што во токму овој временски простор дојдовте на вистинската телевизија, во вистинско време, да говориме за вистински работи. Јас веднаш морам да реагирам и како автор на овој проект, дека денеска и како граѓанин на Република Македонија, и како државјанин пред се на Република Македонија, навреден сум пред се од незината екселенција, да речем председател на Европската комисија, госпоđа Урсула, која дојде во државата и наистина не покажа никаков државнички однос, од причина што требаше да организира средба со сите политички чинители на политичкиот амбиент во државата, бидејќи медалата има две страни. И власт и опозиција. Значи и власта и опозиција се власт во народ. Тоа е демократијата. Тоа е демократија. А не само тоа, тоа се држави во кои дефинираат демократија и бараат демократија, барање почитување човекови права и се, но на што се основните одредници и темели. Точно. Како го коментирате се тоа? Искам да ви кажам, не пратев што се случувало. Еве од разговорот пред емисијата ми спомнавте дека немало средба со опозицијата. Ако навистина тоа е тоа, значи тоа навистина стварно е загрижувачки, бидејќи доаѓате, апелирате за да се случат некои крупни процеси во државата. Како што рековте, ние сме парламентарна демократија, парламентот е и власт и опозиција, треба да се видите со сите фактори. Госпоđа Меркел, си останаме госпоđа Меркел. Ја викам, оригиналното, секојаш оригинал, копијата не може да биде верна на оригинал, таа само не на репродукција. Стара е народната, ствари мислам, поговорката дека копијата, секој повторување на историјата е фарса, ствари. Историјата е оригинал, повторувањето е фарса. Секако, како поранешна министерка за одбрана на Германија, верувам дека требаше да научи, смислам на фрау Урсула, да ги научи основните чекори во дипломатијата. И во тој бонтон во дипломатијата, што лесно е да се клима со глава и да се умилкува со рози и се тоа, меѓутоа чесно е да се каже нон пасаран за нешто што се вика непристојни предлози. А во конкретниот случај е насилнички или на мускули да се направи нешто што е дефинитивно бришење на еден народ, на една нација, на еден идентитет, како што е македонскиот, во вистинска смисла на збор. Не верувам дека може некој тоа да го избрише. Не го избришале со векови претходно, кога не сме имале држава. Сега да се избрише, мислам дека е срамно. Ја мислам дека ние поголем проблем имаме со домашните, учесници во високата политика, од нивното, како да кажам, девиирање, нивната девијација во однос на некои национални прашања, отколку од конкретно господјата Урсула фон Лајен, имајќи преди дека самата Европска Унија е пред избори за 6-7 месеци се таму исто така изборите и се осеќа веќе тој капацитет дека е до некаде, мислам дека е истрошен. За жал, и не само збориме, ние сме сепак мала држава и добро што нема некој покрупен проблем, меѓутоа кај што има големи проблеми, гледате каква е
функцијата на Европската Унија, бледо лидерство и мислам дека изборите во јуни наредната година ќе дефинираат некои нови текови. Меѓутоа, колку тоа е европски во секој случај, да ја ќе речеме иконографија или гротесна народна забелешка, на ваков начин да се доаѓа во една демократска земја, ако можеме да кажеме, независна држава, која е призната 145 држави во Светската асамблеја, Кандидат за членка на Европската Унија, членка на НАТО, која ги исполнила сите задачи, која ги отворила ширум портите на алијансата, во која, да бидам искрен, морам да истакнам дека вие сте еден од големи најзаслужните, меѓу другото за нашето зачленување во НАТО. Кога некој немаше ни Н од НАТО, вие дадовте се од себе. Многу нема. Се согласам, многу нема. Долги години поминавме, значи на тој пат. Во моје лично искуство од 95-та година јас сум во тоа, така да со градењето прво на атлантското движење во државата, на младинското 95-та биејќи ја формирав првата невладина евроатлантска младинска организација во тоа време, Young Europeans for Security, една паневропска младинска евроатлантска организација и понатаму во Евроатлантскиот совет целиот мој дел во, така да кажам, политичката кариера, освен во внатрешната политика, нели, ја се однесува и на многу на надворешната политика, посебно на безбедносните аспекти, нели. Во две ситуации, како да ме насловиме, нешто како зборам за воената политика, ќе ве спомнам како министер, а во надворешната политика, ваша екселенција се облекнека и към бевте амбасадор во Центарот на збидување во Белгија, каде е хардквотерот Центарот на збидувањата на сите држави членки на Европската Унија. Но ајде за воената безбедносна архитектура, односно политика кај што Македонија, кажав, несебично даде голема жртва. Пред се со кампањата 99-та кон Косово, давајќи ја цела инфраструктура, жртвувајќи ја, тоа се 200 километри инфраструктура, апроксимација сака обекта на ЕНКА како ги гради, по 20-30 милиона од квадрат, колку му тоа доаѓа. Тоа е да прашаме владата, они прават такви математики, астрономски. Весела математика со астрономски цени. Но не само тоа, од друга ситуација, своите војници ги стави некако глинени голуби, меѓутоа наистина беа силна поддршка логистика и во Афганистан, и во Ирак. И да не ги набрам сите кризни заришта, со тоа што Македонија дали требаше мимо се она што го направи да дојде оваква ситуација па да рече слушате морате да го направите тоа и the end. И вие сте unique identity. Да тоа заборив да спомнам дека госпоѓата Урсула денеска, односно вчера твитна една порака, среќна сум, парафразирам, што дојдов во него потребното име Македонија и се радам дека овој народ има еден уникатен идентитет. Ја викам како и читам критики на твитерџиите, викам на каков. Ја претпоставам дека тоа што го прифатја. Не пратам. Не и тоа во однос на НАТО морам да кажам дека нашето членство е повеќе од заслужено. Ако се сеќавате, ние сме Гинисов рекордер во поглед на маповите во оној membership action план, имаме скоро 20-тина. Со позитивен одговор. Се е позитивно. Значи ние придонесот, значи не само во државата после конфликтот 2001, отварањето на процесите, војните реформи, регионалната безбедност и посебно придонесот во меѓународната безбедност со нашето исчекорување на како мала држава сепак голем чекор се направи со мировните мисии кај што бевме Ирак, Афганистан, Босна, Либан и така натаму, направивме наистина голем придонес како мала држава. Сега, нели, колку можеме, толку меѓутоа мислам во однос на тоа што други го дава и ние што дававме, ние се сеќавам дури како министер имавме процент во однос на население најголемо учество во мировни мисии. Како член, како кандидат за членка, нели? Ми го земавте, само ќе продолжите веднаш. Македонија како кандидат, односно како член на партнерство за мир, имаше 8% или 4%, а Грција 0,8%. Токму така. Грција имаше и помаци по номинален број на војници, например во Афганистан. А ние имавме 4, во Ирак специјалните сили ВОД, и тоа треба да се ротираат, нели? Не е тоа така само пратите еднашка 100-150 луѓе и после ќе се врата. После нив треба да ги замени, да се опремат, да се подготват, па
па повторно трета, па четврта, па десетина мисии, така да мислам како мала држава, затоа реков, направивме многу повеќе, за жал се сопнавме на тој политички проблем и на условите и оние критериуми што ги бараше НАТО за членство, ние веќе ги исполнивме 2008, нели, во таа влада. И тогаш ги оние основните елементарни услови и тоа заглавивме со ветото на Франција и на Грција нормално. Да. Министре, во контекст на тоа, уште малку за безбедносната за политика, беше најавено дека штом ќе станеме членка на НАТО, река од странски инвестиции. Ма што да ви кажам, тоа беше изјавата на Зоран Заев. Станавме членка на НАТО и знавме по какви услови. Тоа беше најстрамен чекор во меѓународното право и меѓународната политика и односи, ќе се согласите со мене, во светската историја, да се само уништи еден народ идентитетски, да му се смени името. И што самите викат дека ова е за Гинисов рекорд, значи, верували или не, Уриплана, верували или не, кога ќе се случи сето тоа, и дека наредниот ден дека веќе ние сме во Европска унија. А дали добивме странски инвестиции? Не, тоа ова што кажав, исто ќе се вратам ја на тој чин за нашето конкретно зачленување, за жал. За мене болно бидејќи јас работам цел живот, 30 на години од кариерата, значи скоро, работам на таа кауза. Значи Македонија да биде членка на НАТО, бидејќи верувам во тие демократски вредности. На крај ние да влеземе на тој начин како што влегов, на еден криминален, ако може да кажем, со влечење на луѓе, нели, и со амнестирање и све и свашта. Мислам дека тоа беше навистина срамно лично за мене го доживев како пораз. Иако големата желба дали да бидеме членка, тоа се исполни. Меѓутоа начинот на кој што ние тоа го затворивме, мислам дека беше навистина неморално и неправедно. Во поглед на странските инвестиции, за жал ние поради сите овие ситуации што ни се случуваат и како што гледате, ние касниме со секоја работа, нели? Како што, например, не само за НАТО, еве и за Европска унија, ако се сеќавате во авиончето на владата, Заев кажа дека влегуваме 2008, ние уште 2023-2024 ќе дојдеме, ние уште не сме ни почнале. Така? Меѓутоа, сега да кажам, генерално ние не ги користиме нашите историски шанси. Посебно малите народи мора да ги користат историските шанси. Како што не искористивме, мислам, исто 2008. И тоа, да не се навраќаме сега. Во поглед на странските инвестиции, ако се сеќавате, ние доцневме најмалку 15 години додека кај нас првите странски инвестиции не почнаа да влегуваат. Влегуваат тогаш со таа економска политика на владата на Груевски. Тоа навистина се изработи со економските зони, со цел тој концепт. Тоа е навистина нешто навистина позитивно. Дали се рекламиравме во светските куќи? Се рекламираат, видите, тоа е голема конкуренција во оваа глобализација. Па еве, резултатот е тоа, странските инвестиции дојдоа. Меѓутоа, сега да кажам, тие дојдоа како резултат на владата. Не дојдоа како резултат на нашето зачленување. Резултат на некакво зачленување, односно моментот изгубен, затоа кажам, историските шанси пропуштени, ние ги пропуштивме. Меѓутоа не ги пропуштиат Чешка, Полска, посебно првиот и вториот бран до некаде. Првиот бран беше овие Вишеградската група, вториот бран беа нели балтичките држави. Таму влезе многу капитал. Па и Албанија добила доста околу 10 милиарди. Албанија исто, не, Албанија, затоа реков, значи тој момент на вишок на капитал Западна Европа и Америка, западниот свет го потрошија у првите 10-15 години. Понатаму, како зборуваме сега конкретно за Албанија, тогаш останува до економската политика на владата. И верувам дека тоа што сега го доби Албанија, еден ваков бум како што гледаме последните 2-3 години, тоа е резултат на самата влада. Бидејќи Албанија влезена од 2008, ние немавме бум. Заедно со Хрватска, тоа Адриатик театрично беше. Кога требаше и ние. Нивниот бум се случува, значи, последните 2-3 години, не од 2008. Значи, тоа е како резултат на одредени елементи во самата нивно општество. И мудрата политика. Не, дефинитивно мудрата. Ние кој е резултатот од нашата 3-годишно зачленување во поглед на економски на НАТО? Никаков нема. Бидејќи ние имаме влада која што едноставно не работи скоро. Они не го осеќаат моментот и ниту знаат како нешто треба до некаде треба да се стигне за нешто. Господин Леновски, сакам се да се вратиме на натрешната политика што е априори и горливо прашање, како што реков темата ја дефинирав. Македонија, корупција, непотизам или правда и демократија. Пред се дали Македонија пристойно место за живење? Ние сите што сме патриоти, што ја сакаме оваа држава, сакаме да ја гледаме Македонија така.
за жал не е таква, може да биде таква, ако се направи навистина некаков демократски шокер, посебно после изборите. Моментално имаме држава која што ни една област не е средена, не функционираат институциите на системот, владее корупција на највисоко можно ниво, значи со високата корупција од страна на самата влада, се е партизирано во државата. Не би сакале, ниту можеме ние да, нели, како што кажува кампот на власта за некаков европски фронт, мислам тоа е далеко, тоа е чиста демагогија. Бидејќи не можете вие да урушите целиот систем и вашите задачи ништо не спроведувате, никаков реформски капацитет не покажала владата, освен што форсираат, нели, овие промените уставните. Друго не видовме ништо, овие 7 години еден објект нема изградено, еден пат не може да завршат. Судството е хаос, здравството е хаос, образованието е хаос. Зашто зборуваме не кој европски пат? За кои европски принципи, а да не зборам за европски критериуми? Мислам, ние сме далеко од Европа, ве молам. Нас ни треба власт која што ќе го има тоа чувство, прво ќе знае да работи, ќе има демократско исчекорување, затоа е голем момент сега на новите избори. Не е ова било какви избори. Овие може треба да биде на еден начин референдум. Нас не ни треба повторување на нешто, или што би рекол разочараниот Прибе, нели он ги правеше реформите во судството. Пред 16-та година сме биле заробена држава. Дојде до моментот после неколку години со новата власт Прибе да констатира не треба од една заробена, од друга заробена држава да се влезе. Значи што е резултатот? Тоа е нула е резултатот. Значи нема реформи во скоро ништо. Така да нас ни треба навистина едно способна влада што знае што треба, како треба да гази, значи што ќе развива економијата, меѓутоа ќе донесе едно демократско исчекорување во самото општество. Нас не ни треба продолжување една партизација со друга партизација, една корупција со друга корупција. Тоа мора да прекине. И така ние ќе станеме европјани во вистинска смисла на зборот, иако ја тврдам секогаш дека ние сме дел од Европа, ние сме европјани и припаѓаме таму. Тоа е нашата култура, нашата вредност, нашата нација е европска. Меѓутоа ние тоа треба на еден начин да го заслужиме. Јавноста вели веднаш на избори и за една паралелни избори. Да. Од и овие избори чинат околу 1 милиарда денари или апроксимативно околу 16 милиони евра. Да. Тоа се пари. Пари се, да. Пари кои не доаѓаат така, не паѓаат од небо. Да, многу битни пари. Ако имате одговорна власт или одговорни политички фактори, нема да треба да има дискусија. Ќе ви давам еден пример со Белгија, на пример. Да. Во европските избори се закажани 6 до 9 јуни 24 година. Значи, Европската унија закажана за сите 27 држави. Секоја држава се бира од 6 до 9 кога ќе ги спроведе незините. Белгија избра 9 јуни ќе 2024 ќе се случат во Белгија европските избори. Истовремено, Белгија се договараат сите политички фактори дека ќе се случат европските, федералните и регионалните избори. Ни една политичка структура, ни политичар не кажа чекај да размислиме дали треба да бидат заедно или против. Знаете што ќе се случеше ако некој каже на каков срам ќе биде подложен од јавноста? Тоа е голем ризик во една демократска општество. Ние тука дебатираме, бараме, не знам, да ни требаат лидерски средби, ќе ги трошат парите на народот, они онака ги трошат за се и се што. Меѓутоа сакам кажам кој е тоа ниво на морал или на неодговорност овде кај нашите. Тоа е проблем, тоа ме фрапира, затоа реков во Белгија никој не ни спомна, не се ни отвори, а не се кажа од дебата, не да дебатираме ние со месеци дали треба заедно, дали треба посебно, за 2 месеца треба да се одржат. Нели? Да. Мислам, за што зборувате? Па сега ќе ги пролонгирале, па мислам дека е срамна ситуација. Зошто е стравот од изборите? Дека од страна на опозицијата. На власта, пардон. Дека ќе ги изгуба, тоа е очигледно. Дали Руската унија е малце засегната тоа или дефинитивно мора да се реализира тој план што е даден и ветен од страна на двојецот Заев Ковачевски извршител? Затоа реков тоа, они си ветиле. Они не ветиле како држави, како премиери. Они си ветиле злоупотребувајќи нивната позиција. Затоа велам, они за да си ветат такво нешто како премиер, што би требало да една нормална држава така да функционира. Прво требаше да дојде меѓу народот, во јавноста и со опозицијата се договорат. Не може вие да го криете документот, знаеме што се случуваше. Криете документот се до потпишувањето на министерот Османи во Софија, ние не знаевме точно што има во документот. Што се договориле они? Во кој име они се договориле тоа? Прашаа ли некого? Тоа е сериозна држава. Мора да создадете консензус. Ние не научивме после 30 години дека посебно за клучни прашања ние мора да имаме консензус на ниво на цела држава, на цел политички фактор.
не може, тотално неодговорно е да ветуваат и дополнително видите што направи они огромна грешка, што билатералниот спор што го имавме со Република Бугарија, нашиот сосед, стана мултилатерален, стана европски проблем. Европски проблем. Па која е таа логика? Ја не знам што значи, кои се тие луѓе што така размислуваат, тотално против интересите на државата. И сега тоа е нивна, затоа реков, тоа е нивна обврска. Нивна обврска, не е обврска на државата. И затоа нормално и опозицијата нема да прати таа обврска. Ни јавноста ја поддржува, преку 70% од народот е против. Како може вие да преземате таква обврска? Како, ама ви натаму се против волјата на народот? Па да, ама не, видите, они се фатени, веќе се као да веници. Ништо немаат никакви резултати. Други се фатиле за уставните измени. Мислам дека со тоа ќе натераат некаков со некој ќе дојде, па некако не сме веќе мали деца. Сепак и ние 30 години поминавме од демократија. И тоа е нивни последни обиди да нешто се... Лидерот на опозицијата повторно понуди бел лист. Еве ви дајте кој сакате термин, нели не, се знае они што сакаат. Они сакаат да тера до крај. И на штета на државата. Да продолжи оваа агонија во која што ја доведе државата само за да си го истера својот личен или партиски интерес. Дали за новите измени на КЗТ е спас на собствената кожа? Но? Новиот закон? Да, дефинитивно. Да. Меѓутоа гледаме дека Европската унија реагира. Реагираат сите. Представниците на Европската унија представени преку министрите за правда, така, комесарот за правда, да. Сленгот е таков, народот. Јас го пренесам сленгот на народ, вика им врза шлаканица. Дидие Рендерс е белгијанец, да. Што комесарот за правда, што беше пред 2-3 дена овде, нели, со нашиот министер за правда, он е белгијанец, долгогодишен политичар, 10 години беше министер за финансии, поднатаму беше 10 години министер за надворешни работи, човекот ги знае многу добро работи како функционираат. И он беше, затоа реков, они благи се во однос на ова што би требало да зборат за нашите состојби. Па извештајот следи. Меѓутоа извештајот следи ќе го видиме, извештајот сигурно ќе биде уште поригорозен. Велам нема никаков резултат. И они се обидуваат да се фатат за уставните, некој некога да натера, сигурно не може, нема некаков однос или простор за опозицијата да прифати во ваков момент. Ние обврските ќе се ги спроведеме нормално како држава, како сериозен фактор, партнер, мала држава, и тоа можеме да бидеме сериозен партнер, како што докажавме, реков, и во НАТО. Меѓутоа седнеме на здраво на маса со вистински тези. Не можеме на овој начин дека некој ветувал на некој и сега ние да го стави во заложниш од цел народ. Министри, ние сме окупирана држава, самите политичари. Па да, заробена сме. Заробена држава. Заробена држава. Со вакво ниво на партизација и на корупција, вие сте заробена држава. Дали чинот на подпишување на документ без верификација на председател на држава, кој што беше преспанскиот документ, е велепредавство? Не се сеќавам дека председателот Иванов него подпиша министерот за надворешни работи. Добро, да. Не, преземале обврска, они имаат мнозинство тука. Затоа реков, они и ги избутка промените на тој начин стигнаа до 80 бројката, нели? Зборот ми е самиот преспански документ што е подпишан во Нивице. Добро, преспанскиот уставната промена за Северна, така, беше врз база на преспанскиот договор. И они го избуткаа тоа со тие што ги најдоа дополнителните 8 Меѓутоа, сепак подписот на председателот беше највалиден, во смисла да се верификува еден документ. Видете, ако помине 80... Тој беше суспендиран. Ама не, пака, ние сме парламентарна демократија претежно. Добро. Ако 82/3 гласаат за уставни промени, не постои председателот да не подпише, тоа е меѓутоа како и да е, не беше волјата на народот, насилнички. Тоа е многу побитно, затоа велам. Многу побитно, се направи референдум, испадна после дека не е референдум, него е консултативен референдум. Знаете, тие игри испадна 36%. Вие не може да кажете ништо повеќе кој имаше 36% дека е, освен дека е неуспешен. И самата државна изборна комисија дополнително ни направија, значи главната стапица што ја направи во тој дел, тогаш тој двоец Заев Димитров, нели, целата игра беше како ќе се стигне до ерга омнес за грците. Они ни ја правија стапицата со Илинденска Македонија, се сеќавате? Да. И така ние со Илинденска Македонија, што ја одбија после грците, ние го проголтавме жешкиот костен за ерга омнес. Нели? Тогаш. Да, меѓутоа во министерството тука беше целата игра, целата манипулација, целата злоупотреба на сопствениот народ што они ја направија. Меѓутоа колку е точно луѓе кои се во министерството на надворешни работи велат никој нас не праша за ергомнес. Туку Зоран Заев самиот
се наметна и сами го глутна. Значи само иницијативно. Дали тоа вели предавство? Владеачката конструктура, па сега Казнивото во секој случај. Во секој случај такво нешто да направите против својот народ, треба да се размисли за собствената иднина во секој случај. Министре, како можеме да направиме една голема консолидација во политички во електоратот, да речем. Имаме малце дисонанца, да речем. Имаме желба, секоја пуста таа желба за власт. Фотелјата е сласт и властната е сласт. Да. Никако не се заборават на граѓанството. Обврските што ги дават на народот, не ги исполнуваат. Така. Како некако да се дојдат работите во нормала и да добиме нови имиња, нови ликови во политичкиот амбиент. Да. Значи, реков, се чекаат изборите во Македонија. Бидејќи очигледно е дека со оваа власт не може ништо да се направи, можеме само да продолжи, како што реков, агонијата понатаму. Сите се надеваме, ја бар лично, пишувам некои колумни, мислам дека е доста тој ѓаволов круг на дали е сеедно кој ќе биде на власт, треба тоа да се надмине. Нас ни треба навистина демократско исчекорување како држава, заради државата и заради народот, заради граѓаните. Нас ни треба да навистина почнеме да градиме или да вратиме правната држава во Македонија. Ни треба корупцијата, почнеме сериозно да се пресметуваме со корупцијата. Сегде во цел свет владата е главен чинител во борбата против корупцијата. Не може да го бара како нашата бара. Влада се чудеше кога излегоа црните листи од американците и ги обвинува, судството го обвинува. Чекај, вие сте тие што мора да дадете динамика на борбата против корупцијата. Они дури има едно време, затоа реков, се тоа флоскули. Во претходната влада нели има дури подпредседател за борба со корупција, најголемото дострел беше да се открие некој стар путер. Мислам, тоа е смешно. Дури е срамота да се каже на кое ниво е сведена оваа власт и колку е едноставно некомпетентна самата власт. И самиот човек представникот на Европската комисија господин Одгир доаѓа тука и мислам не во студиото да кена со медиумите вели дадовме 10 милиона, на исправете ми 100 милиона и нешто они дале многу повеќе. Многу, меѓутоа нема никаков фидбек. Американците видите, американците сами потврдија дека дале пола милиарда. Може да мисли пола милиарда за правосудството. И видите на кое дереже судските реформи и целото тоа е исто така заробено. Заробено од партиските кадри. Имат ли они Европска унија за реформи на државна администрација дала преку милиарда, јас сум сигурен. Која е реформата на државна администрација во однос на тоа што нас ни треба како облик? Нас ни треба ефикасна, професионална и мала државна администрација. И слично како што зборевме за армијата, нели? И ги направивме тие реформи. Зошто не се направи? Зошто треба да државата да биде најголема армија, да биде државната администрација? Значи има модели, ако некој знае, има визија. За тоа мислам дека зборувате. Нас ни треба, затоа реков, демократско чекорување, нов дух, нова енергија, нова визија во оваа држава. И мислам дека имаме капацитет да направиме. Мора да имаме на крај. Затоа реков, сите ја сакаме оваа држава, може нешто да се направи добро за оваа државата. И едноставно, прво треба да не ги повтараме грешките од минатото, и второ, наистина треба една нова визија за да направиме едно демократско чекорување. Сепак ние сме на некој начин имаме среќа што сме сепак дел од Европа, велам. Се мисли да бевме како мал народ, ваков неорганизиран, не среден, не единствен, да бевме негде во Африка или во Азија, ќе не немаше да се насмеа на тој почина што наистина почитувам млади сили у која да е политичка партија кои ќе имат идеи и ќе му речат на шефот не. Тоа беше со вас, ако се сеќам со Бранко Црвенковски. Одавна беше, да. Меѓутоа покажавте став, покажавте авторитет, дека вака не може да се оди. И покрај тоа што јас повеќе го критикував. Ние не бевме против луѓе. Никош ниту јас сум некој сум истакнувал. Јас само сум му кажал секојаш моето мислење за нешто. И после некој период изградивме многу јака младина во тогаш, во тоа време. Едноставно порасна младината. Најверојатно се почувствува страв на другата страна дека некој нешто сака да превзема. Ние едноставно сакавме да продолжиме со реформите. Може младалечки, како да кажам, побрзо некој што го реагира. И се случи некаков конфликт тогаш. Меѓутоа, еден рекувале дисидент, отидовте политичка партија НСДП. Тоа е веќе 2006, значи овој конфликт е 2001-2000, да. Меѓутоа покажавте авторитет дека
не може вака да се оди, што јас во една да. ситуација покрај тоа што господин Црвенковски повеќе пати сум го критикувал за многу нешта, но во Така, да. дадена ситуација му испратив порака од тука дека го поздравив за неговите изјави околу Европската унија, дека треба Европската унија да даде инвестиции у Македонија, ама не на секого како нова двојка, кому дуплекс што дојда, Заев Ковачевски и ова тајфата на Али Ахмети и нивната дружина, бидејќи те парите отидоа според народот во крив правец. Сепак на вистинска адреса да дојдат. Да. Тоа беше еден добар став на господин Црвенковски, што веднаш му одвратија. Не подмладокот, Видете, што не е вкусно во секој случај. затоа реков, ние не сме имале лични проблеми, ние сме имале концептиски. Бар од моја страна, не знам како ги сватил Црвенковски тогаш. Меѓутоа, за жал, сепак тогаш беше многу поинаква таа партија, кај што на крај јас сум израснал до некаде. Не се случува овакви работи. Денеска не може да се види, дојдете до позиција, мислите дека новите ќе дојдат, ќе бидат подобри и испаѓаат многу полоши. Сега испаѓа дека треба да се каже дека Црвенковски бил многу подобар него овие сите што следеа после него. Тоа дури не е добра работа. Бидејќи дели секој нареден би требало да биде подобар. Меѓутоа, за жал, очигледно толку е уназадени се тие вредности во посебно зборам се за Социјалдемократскиот сојуз. Да гледате на кое ниво е сведено. Дали таа партија го доживува дното, ќе до пред дното? Па од нив зависи, они се во секој случај паднати многу се блиску до тоа дно. Зависи каде е дното, бидејќи ние неколку пати потврдуваме борба против елементарните физички закони, да не знаеме више кога ќе кажеме ова е дното уште продолжува надоле. Неколку пати ни се случува како држава тоа, нели? Така да не знам, за нив они ќе треба да си размислат после изборите, најверојатно добро може ќе дојде и добри за демократијата, некојаш да се изгуби за да се добие, нели како велат. Јас не би употребил тој збор кој реков излеговте од партијата, пошто има друг квалификат, меѓутоа позитивна намера го кажав, еве тоа се случува и со Максо. Максо направи политичка партија, сега што разбрав поред некои избори дека тоа ќе биде сега ината недела ќе официализираат партијата. Ја мислам дека ја формира. Тоа е движење официјално мислам дека не. Знам, туку е само како иницијатива. Но како тоа е процес веќе, што е започнат и што више е јасно. Дали тоа ќе донесе нови времиња ситуации во плуралистичка Македонија, имајќи факт што имаме во опозицијата една добра екипа која предводена од Христијан Мисковски, кој покажа цврстина во делот на националните прашања и вредности. Дали комотно Македонија мора да се консолидира, како што реков, мора да се консолидира. И да се заборави политичкиот презнак да бидат единствени за Македонија. Ја исто затоа верувам, ние сме пред еден клучен момент. Секој вели секите наредни избори се вклучни, историски и така натаму. Меѓутоа велам, ние премногу изгубивме за да продолжиме по истиот пат како држава. Ние мора да се сврти нешто, мора да се исчекори, мора да се собери една здрава екипа. Зборам сега за опозицијата, нормално. Се надевам дека ќе се спремни да го прифатат тој предизвик што го бара од нив времето, нели историјата, ако сакате така да кажете уште повеќе, и да се направи нешто навистина, нешто ново и различно во оваа држава. И поддржувате и опозицијата и нивната стратегија околу најавените промени и борба против корупцијата и се тоа? Апсолутно ја поддржувам, бидејќи реков, со оваа власт покажа тотална неефикасност, некомпетентност, цунами, неспособност. Може да кажете цунами, навистина, ако немате во 7 години ништо изградено, нели? Никаква инвестиција. Не инвестиција, зграда немаат изградено. Една зграда, кажете ми, што е направена во овие 7 години. Видовме власт, институција наречена политички систем, ја користат за партиски журки, затоа реков, спортски активности и се тоа. Сепак кога констатираме со како ви кажам, не со добро срце. Штета е што толку време губи оваа држава за се и се што. Господин Леновски, дали на Македонија и треба добар лидер и добар председател на држава? Бевте спомнат какво е една ситуација, како едно вистинско решение, консензуален премиер, сам тоа беше договорот меѓу Али Ахмети и Груевски, во 2000... која беше? Исправете ме. Имаше некои по медиуми 2020 излезе за консензуален премиер. Тоа е веќе значи Мицковски со Ахмети. Со Мицковски Ахмети. Да. Тогаш излезе и тоа дуи нели продолжи владата со СДС.
Меѓутоа, у контекст на сето тоа, дали се гледате, вака, јас може пред другите ќе видам, да ме прашам дали се гледате негде во овие две функции. И како би ја гледале Македонија низ окуларот на премиер, до преседател на држава, кој што наистина ние го имаме секогаш моментот кога ако ВМРО избере председател, СДСМ не го прифаќа. Имавме и такви случаи обратно. Затоа не, на цело време тоа не се случува. Имаме случаи од албанскиот кампус. Да, и тоа треба да се земе. Каде што немаме ние ситуации каде што да имаме еден председател кој ќе биде почитуван од сите македонски граѓани породит во државјанство, што Македонија да тргне на горна линија. Ние постојано зборуваме за европски интеграции, за евроатлантски интеграции. Ние не направивме интеграција во самата држава внатре. Имаме капацитет, биеќе ова е сепак мултиетничко општество. Нас не научили моите дедовци дека живеат заедно со другите, например. Така? Ова е мултиетничко, секогаш била Македонија тоа. Ние имаме полоши вредности денеска него пред времето на нашите дедовци. Поеснав на еден начин, ако можам така народски да кажам, биле. Се почитувале, многу повеќе си иделе по празници по едно по друго. Денеска или е дел од некаков пиар на политиката, вистински вредности немате. Ја верувам дека овој народ што е научен да живее заедно, може и треба да има лидери политички кои што ќе го обединуваат конечно, не што ќе го разединуваат. Не, и доста е со таков фолклор од правење поени, некакви политички поени, ако идам контра другиот, тој ти е твојот комшија едноставно, дома заедно сте, во иста куќа живеете. Зашто не повторно вака една насмевка даде во смислено збора за тоа што зад вас има голем капацитет на поддршка од НАТО, да речам државите, каде што учествувавте во голем број иницијативи, значи европска поддршка, имате во секој случај, што да бидам искрен за некои политичари во Македонија кои влегоа no-name, непознати, кој што е актуелниот така наречен премиер. Тоа е општо народна констатација. Јас не го велам тоа. Он е окроиран едноставно и тоа е тоа. Наметнато се окроиран, насаден што се вика убацен у државата, меѓутоа место да направи добри работи, пак ќе го спомнам народот, не се мои квалификати. Не се снајде за жал. Не се снајде у политичката амбиент. И за жал штетата ја плаќа државата, народот ја плаќа. Затоа велам, нема проблеми. Нека проба било кој. Дали нам ни треба председател на држава која нема да биде англиски кралица, во смисла на зборот, да им треба председател кој ќе има поддршка од сите ентитети во Македонија и да имаме една цврста, да не се плашиме дали прагот ќе биде 39,5 или 38,9, туку да или 40, туку да имаме. Да, прво ние имаме председател што се бира, не е избран на парламент, па некој да се договори, значи сепак го бира народ, така? Да. И не случајно кога се зборува за председател, нели викаме дека тоа треба да биде нели така наречениот татко или мајка која е жена, да не бидеме сега, нели, татко или мајка на нацијата. И нас ни треба таков човек. Машко или женско, се едно. Меѓутоа нас ни треба таков човек кој што не треба да биде кукла на некој политички субјект, нели, на власта, туку треба да биде партнер на власта, за да бидејќи предизвиците кохеренција да има таа како Не, предизвиците со кои што се соочува оваа држава ќе се соочува ако стварно сакаме да градиме државата. Има огромни предизвици. Вие да расчистите со судство, со здравство, со надворешната политика имаме толку големи предизвици како мал народ, како мала држава, што нас не треба јако партнерство. Тоа што на пример во НАТО се зборува, американците го барат постојано од Европа и веќе се повеќе е јасно што е главен проблем во НАТО е дека вториот дел од НАТО, значи Европа е слаба. На Америка и на НАТО му треба јак партнер. Не му треба слаб партнер кој што ќе проаѓа нели од времето на студената војна. Тоа време помина. Денеска е глобализација 21 век, брзо се движат работите. Кина више гази ги поминува сите параметри на една војна сила, светска војна сила, ги поминува, има веќе најголема морнарица и така натаму. Американците се свесни за тоа. Сега да не одиме во тој дел нели во НАТО повторно, и тоа велам и за нашата држава треба нешто слично. Нас ни треба јако партнерство за да може да се соочиме со предизвиците и да исчекориме напред како држава. Така тоа е мојот концепт сега, секој си има свој нели. Да бидам искрен, никој што сум погрешил во делот кога имам соговорници кои во една ситуација дискутираме за суштествени работи во државата, околу изборите и така натаму, никој што сум се излажал. Не бе, вечерашната емисија мислам че испрати порака.
до сите политички субјекти и верувам дека ќе донесат свој суд. Што мислите најтаксативно бе замолен за албанскиот политички кампус и тоа пукла тиква, што дека пукната тиква меѓу самото лидершип во ДУИ, каде што Али Ахмети веќе членството не го прифаќа и се создава ново движење, тоа е демократското движење предводено од Изет Меджити, каде што се гледа најава дека може да направи голем бум и чекорува албанскиот електорат. Па да, добро, значи како посебен политички блок нели албанскиот до сега бил доминиран 20 години од ДУИ. Во ДУИ се случуваат промени кои што не се случувале претходните 20 години. Во самата партија, бидејќи на пример излегувањето на Изет Меджити не е случајна работа. Едната од основачите, они дојдоа до ниво да еден од основачите биде натеран и покрај тоа што се обидуваше на сите можни страни да остане на еден начин, да дава придонес натре, се на крај беше на еден начин, па да кажем и така. Нешто слично како Максо, например, пошто и Максо е стар борец во и сега тоа плюс. Тоа е негов морален проблем на Заев, нека си го одговара. Денес, утре, заутре, негов. Меѓутоа, факт е дека се случуваат промени во ДУИ, какви што не сме виделе, дека народот се на еден начин се свртува, само да ги видите коментарите на Facebook, све ќе ви биде јасно. И се случуваат во однос за жал за самиот лидер излегува толку многу афери во последните пола година како што од ниво 20 години вкупно нема излезено. Значи таму има некој процес што очигледно дека не е баш најдобар. Излегуваат коруптивни афери и се што. Од друга страна имаме една опозиција која што се обидува да се обедини и тоа е добар, да реков, демократски исчекор и за Македонија, меѓутоа и за самиот албански блок. Треба да се обедини, треба да се исчекори понатаму, не е страшно ако си бил после 20 години во власт да одиш во опозиција. Демократски, дали е за тоа за некои луѓе страшно, тоа ќе видиме, ќе се покаже времето. Почесно е сам да си замислиш колку да ти покаже времето, меѓутоа добро е што се случува едно вакво обединување, тој процес се надевам ќе продолжи и ќе може да се направи, значи да имаме на еден начин, затоа реков на крај да заокружиме генералната слика, да се добие навистина, како што рековте, ново лидерство со нова визија и нова енергија за државата. Морам најтаксативно да ве замолам. Само определувањето е партијата на Алдун Курти, што не знам дали судот може да регистрира таква партија во Македонија. Добро. И се најавува дека ќе се победи на изборите за да направи голем метеж. Дали може да тоа се случи? Имавме случај во Албанија. Не ми се јасни да. Во Албанија се регистрира и не добија ништо. Меѓутоа знаете што, не знам тоа, не можам да тврдам дека тоа е точно, бидејќи малце ми изгледа нелогично, ако знаете, косовскиот премиер даде јака поддршка на овој албански опозиционен блок. Не случајно дојде во Чаир, дојде во Тетово и даде јака поддршка. Тоа најверојатно на власта не се допаѓа доволно од ДУИ, така? И затоа може да не су слушнал дека сака да формира и нема логика ако давате поддршка на одреден блок политички, вие после да сакате да формирате партија со која што ќе бидете, ќе се вклучите на блокот или ќе бидете посебна партија. А дополнително што не знам ни колку има време за сето тоа. Мислите дека ДУИ стои задова, Али Ахмети задова со само Не знам, не ми е јасно. Меѓутоа не гледам логика да дава премиерот поддршка на блокот, а да после сака да формира своја партија. Видовме, нека пушти режијата само тој телоп да видиме како е, а ние ќе коментираме резултати според партиска определеност на испитаниците, кои како се изјаснува, а ние ќе искоментираме додека ходи телопот, дали власта, бидејќи веќе бродот тоне, Титаник потона, со користи со тоа да види Тимпера, создавајќи и метеж во ВМРО, апропо конфликтот меѓу Груевски и Мицковски, каде што Мицковски силно гази и оди напред како победник. Па добро, вие сте добар пријател и познаник на Груевски. Штета што излезе тој конфликт, не знам на кој му било во предизбори да излега конфликт во една партија што води јако на листите. Што не е логично. Нема потреба, Нема, тоа е мен штетно. Ми тоа дека мислам дека самото лидерство на ВМРО ќе си продолжи најнормално да си гради. Агендата е да се соочи со оваа власт, не да се отвара некои афери позади. Јас министер само најфлеш, бидејќи пак ве очекувам во гласот на народот. ВМРО ДПМН е двојно, скоро и тројно води визави СДСМ и така натаму, што е евидентно дека
опозицијата веќе чекори во освојувањето на победата. Па да, која е јасна е вашата разликата. порака, со оглед дека ви испратив едно провокативно прашање, дали се гледате за еден претседател на Република Македонија, со оглед дека според ова што говориме, би можело да го обедините македонскиот национален електорат, да речем, по секој Не случај. можеме, мислам дека е рано да се збораме, меѓутоа пораката е дека оваа предност што ја има ВМРО е огромна одговорност. Тоа не е само добро што е така. Тоа е огромна одговорност дека народот очекува многу од новата власт во оваа држава. Затоа реков, ја и пишувам за тоа. Ако ги најдеме концептите заеднички за визијата за Македонија, и можеме да разговараме за било што, меѓутоа одговорноста останува на главниот политички фактор, како ќе ги тера работите, и се надевам дека се спремни, свесни и со знаење, не со незнаење па да се учат па едно по друго, како треба оваа држава да се води понатаму. Амбасадоре, ми дадовте добар Благодарам. дипломатски одговор, меѓутоа пораката си е порака, ние ја испратиме пораката, јас ја испратив како еден новинар кој 23 години го вози овој проект и никој ще сум погрешил во моите проценки. Благодарам уште еднаш, кај ве очекувам повторно во овој емисија, да остануваме на овој формат. На поканата, да. И ви посакам добро здравје и успех во работата. Тоа беше господинот Лазар Еленовски, поранешен министер за одбрана и амбасадор во Белгија. Еве, имавме можност да слушнеме ексклузивни изјави од господинот Еленовски и визии негови како ја гледа Македонија во блиска иднина и околу промената на политичкиот амбиент, што е априори и за излез од овој чорсокак. Бите живи и здрави, се гледам утре во истото време. Тоа беше гласот на народот и мојата маленкост Славена Тобеќ. Пријатно. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.